Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе престојува во работна посета на Полска. Таа ќе присуствува на комеморативното одбележување на Холокаустот на македонските евреи, што ќе се одржи во меморијалниот и музејски комплекс Треблинка, на местото каде што на некогашниот нацистички логор во Треблинка во окупирана Полска загина добар дел од македонските евреи. Силјановска-Давкова ќе положи венец пред споменобележието посветено на 7144 македонски евреи депортирани во логорот на смртта во март 1943 година. За време на посетата во Полска, председателката во Варшава ќе положи венец пред споменикот посветен на жртвите на Варшавското гето и ќе се сретне со представници на македонската диаспора. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе изврши увид во изградбата на пречистителната станица во населеното место Кучевичка бара, општина Чучер Сандево. Вкупниот износ на проектот изнесува 129.770.440 денари. Од полнок имаме нови цени на горивата. Колони возила имаше синоќа пред бензинските во Скопје низ градовите во државата во обид да купат поевтино гориво пред полнок. Ова откако регулаторната комисија за енергетика одлучи од полнок дизелот да поскапи 14,5 денари, а бензините за 5 денари. Доцна попладнево, граѓаните навалија да ги наполнат резервоарите. Во центарот на главниот град не постои бензинска станица на која не се чека ред. Граѓаните пак велат, поскапувањето не е причина што гориво купуваат пред полноќ. За какво гориво чекат? За бензин. Колку време чекат? Едно 20 минути, 15 минути тука. Дојдовте да наточите заради тоа што од утре скокнува цената или пак ова е редовно? Редовно е, празен ми е резерварот. Редовно мора да ставиме, мора да имаме, не се знае никогаш. Нафта или бензин? Нафта. Дојдовте да точите бидејќи се поскапува од утре или? Не, на резерва сум за тема. Ево на резерва сум, затоа дојдов. Поскапувањето од 14,5 денари кај дизелот и 5 кај бензинот за сега не ги премислува граѓаните. Велат возилото им било неопходно. Проблем имаат тие со земјоделска механизација која велат не можеле да ја донесат до бензинска станица. Што доколку продолжи цената да расте, од утре веќе е најавено драстично зголемување. Ве загрижува тоа, ќе возите помалку можеби? Најверојатно. Ќе возам помалку. Тоа е се, јас сум си инвалид, така да мене возило ми треба. Ќе возите помалку или? Не, мора да се вози. Имаме болни луѓе во фамилија, мора да ги возиме на лекар. Садиме трактори ме дома. Треба нафта за тракторот. А како да го земам тракторот овде? Не даваат да се... Не, у канти не даваат. Пазарните инспектори во изминатите неколку дена провериле речиси 300 бензински станици. Кај 20-тина наишле на привремен недостиг на гориво, но од пазарна велат дека дотур имало веднаш и по час до 2 снабдувањето продолжувало без проблеми. Поради тоа инспекторите не напишале казни. Во деновите кои следат се најавени уште почести контроли, а пазарниот инспекторат има формирано тимови кои ќе контролираат низ целата држава. Цените на нафтата на светските берзи натаму се нестабилни, а вечерва се спуштија и под $100 за барел. Во меѓувреме, состанокот на министрите за финансии на Г7 и Меѓународната агенција за енергија заврши без договор за ослободување на резерви на сурова нафта. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара владата да интервенира во цените на енергенсите. Понуди мерки за кои смета дека ќе дадат ефект. Сега ќе се соочиме со поскапување на се друго. Ќе поскапи струјата, ќе поскапат основните прехранбени продукти и тоа ќе биде еден ланец на настани кои што ќе следат после поскапувањето на горивата. Имајќи предвид дека владата ништо не прави, сметам дека треба да предложиме нешто, да го земат предвид и да го направат за доброто на граѓаните. Прво предлагаме намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5%,
При промет на сите енергенси, дизел, безоловен бензин, гасно масло, течен нафтен газ и метан. Понатаму намалување на акцизата за 4 денари, и тоа е нешто што директно ќе намали цената на 1 литар на горивата по бензинските станици и дополнително на се следување на 0% ДДВ на основните прехранбени производи за да се амортизира евентуален скок на цените. Реагираше владеачката ВМРО ДПМН. Изгледа Венко живее во некој свој свет во кој што е само тој со Заев, Башановиќ и уште двајца тројца, па нема кој да му каже дека владата си ја врши својата работа без тоа да биде помпезно најавувано во јавноста како во нивно време. Впрочем, некои од мерките кои Филипче ги предлага веќе беа споменувани дека би се презеле за намалување на штетата на евентуалната криза. Филипче и СДС нека не се грижат не одиме ние по нивните стапки. Совети од експерт за крадење во време на кризи не бараме, стои во реакцијата на владеачката партија. Следуваат и вести од светот. Американскиот претседател Доналд Трамп